Добро вечер, гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски. Тема на овој дел на Отвореното студио се реформите на разузнавачките служби и граѓанската контрола врз системот за следење на комуникации. Како што знаете од информативните програми, веќе почна да се создават тоа граѓанско тело кое треба да ја следи и контролира работата на ОТА, односно агенцијата задолжена за следење на комуникациите. И вечерва во Отворено студио гостин е професорот Гордан Калајџиев, професор по кривично право, познат како експерт во оваа област, кој неодамна вие бевте неодамна и еден од предложените да биде член на тоа граѓанско тело кое би требало да ја контролира работата на агенцијата за следење на комуникациите. Ако добро разбрав. И тоа е од страна на комисијата во собранието, но уште не сте именуван. Која е процедурата и што се случува? Па, изборот требаше, предпоставам, да биде извршен порано, бидејќи телото е предвидено да функционира веднаш со започнувањето на функционирањето на следењето на комуникациите според новиот закон, вклучувајќи и ОТА, како контрола врз ОТА, а се споменува, за тоа можеме да разговараме подосна, и во предлог законот за новата УБК, сега се вика Агенција за државна безбедност, која треба да се оддели сега од Министерството за внатрешни работи. Која е планирано да се оддели, меѓутоа во делот за граѓанска контрола се спомнува ова тело во рамките на контролата врз ОТА, а не и пошироко. Граѓанскиот сектор се бори да контролата врз тајните служби биде поширока од она што е само контрола врз ОТА, бидејќи ОТА не ги покрива сите методи, ниту на прислушкување. Таа работи само на следење на комуникации. Да. На многу тоа што помина без доволно внимание и јавна дебата е прашањето на за прв пат регулирање на овластувањата на тајните служби покрај нивната организација. Значи, вниманието го предизвика повеќе моделот околу нивно организирање и прислушкувањето. Меѓутоа, за жал, најголемите контроверзии се уште се кријат и по опасности за правата на граѓаните се кријат во нивните нови овластувања, кои што до сега не беа уредени. Чии? На агенцијата? Или на УБК? На бившата УБК, но и на војното разузнавање, на агенцијата за разузнавање. Да. Но најпрво за вашата нова должност или мисија, ако може така да ја кажам, граѓанска. Да. Вие би требало всушност да извршите една историска задача, а тоа е да се врати или врати можеби е лош израз, да се воспостави некаква доверба во однос на тие институции која никогаш и не постоела меѓу граѓанството. Граѓанството секогаш имало големи резерви во однос на тоа како и кому служат тие служби. Во случајот, оние кои ги следат комуникациите. Дали ова е според вас преголем залак со оглед на целото тешко и минато исполнето со многу хипотеки околу нас што се случуваше во и околу тие служби? Искрено да ви кажам, јас кога како експерт ја следев работава, не бев многу ентузијаста дека, да речеме дека само со восстановувањето на ОТА како некој посредник кој што ќе вклучува и исклучува врз база на анонимизирани судски наредби, ќе се исклучат сите злоупотреби. Ниту тоа го тврдам до ден денес, ниту мислам дека надзорот може да ги елиминира сосема. Меѓутоа, факт е дека почнавме да работиме на нивно минимизирање. Тука исто така морам да признам дека не треба премногу да се очекува од граѓанската контрола, бидејќи иако граѓанскиот сектор се бореше за поголеми овластувања при контролата, сепак остана со многу помали овластувања за контрола отколку она што има Собраниската комисија. Собраниската комисија што ја води човек на опозицијата има многу поголеми овластувања за контрола, врши надзор и контрола без најава, се користи со експерти технички и слично, додека граѓанскиот сектор Што е вашата, што е вашата улога? Како вие треба да ја контролирате ОТА? Ние имаме многу помали овластувања, прво. Што можете да Делумно направите? можеме да се потпреме за некои работи само на комисијата, не за да алармираме. Има многу мал број на овластување што можеме непосредно да ги провериме, многу помалку од комисијата. Инаку идејата главна е се содржи базично во тоа да се види дали има прислушкување и следење на броеви
надвор од оние што се во судските наредби. Нелегално прислушување, кој што беше пракса во изминатите 27 години. Да нема залажување, значи нашите овластувања се многу помали и во однос на најавувањето, ние не може најавено и во однос на временскиот период, и во однос на пристапот до информации, имаме двојно помал пристап до информации од оние на собранието. Временски сме исто неограничени, тоа и ако се буневме. Например, можеме да бараме контрола за некои прислушкувани разговори на само 3 месеци. Ако дознаеме нешто за што било подолг период наназад, од некои чудни причини не може да се заврши. А врз база на кои информации вие одлучувате кога и каква кога да барате увид и во што да барате увид? Значи, работите во кои што можеме да бараме увид се релативно прецизно утврдени со закон, иако морам да признам за мене, како правник и за многу од комисијата, се уште не се многу јасни, бидејќи морате да се запознаете, да поминете низ определена обука, и е многу важно дали за нас ќе бидат достапни, бидејќи законот експлицитно не ги предвидува како за комисијата користењето на експерти. До сега ниту имаше пристап, ниту можеа пратениците да влезат. Ако вие влезете таму без експерти и покрај тоа што дел од нас треба да се може да се со IT бекграунд, у суштина е експерти кои се со IT бекграунд. Од овие нашиве сега само еден имаме така од метаморфозис, што е исто некој реален проблем, бидејќи не се знае дали воопшто ќе има надомест за таа комисија и слично, иако ние се изборивме да има базично буџет, сакаа да не остат без буџет, што ќе беше катастрофално. Не сме предвидени во буџетот, допрва треба да се избориме. За методите на работа допрва треба да се договориме и е предвидено да одат со деловник. Не е атрактивно за IT експерти, не се јавија, бидејќи тие се луѓе што најдобро заработуваат во Македонија и треба, као метаморфозис, е случајно NGO, кои што се имаат IT експерти и се по силата на некоја припадност. А што прави IT експертот? Вие како граѓанска контрола имате право да влезете во системот. Мора да се разбирате малку и од технологијата и од можностите. Може да влезете во системот. Ние у суштина повеќе веројатно ќе контролираме папирологијата таму отколку во системот. IT експертите би требало да можат да влезат во системот во смисла да се провери колку навистина се извршени. Значи вие од хартија не може да видите и од контрола на хартијата не може да видите колку де факто се направени прислушкувања, иако системот тоа би требало да го регистрира. Значи зависи и до сега системот регистрирал секое влегување и излегување, па тоа не спречувало. Што никој не влегувал. Вас не прави сигурни и дали сте сигурни, нафаќајќи се за оваа мисија, дека просто нема да бидете изманипулирани? И да ви покажат, добро, Не може да бидете сигурни. И ова се слуша, ги судските налози за ова и ова, но тие разговори кои не се можеби покриени со налози, едноставно да не ви се покажат. Лизгав терен има многу. Значи прво ова го покрива само ОТА. Законите дозволуваат прислушкување и со технички средства надвор од ОТА. Дозволуваат релативно лесен пристап до прислушкување на разговори од меѓународен сообраќај. Еден куп други тајни следења и слично амерки кои што носат многу повеќе опасности отколку ова формално, да кажам, прислушкување кое што со овие некои методи може да се минимизира. Предлагам сега тука да го слушаме и разговорот кој колешката Кристина Атоска го направи со директорот на ОТА Зоран Ангеловски. Да го погледнеме овој разговор. Господин Ангеловски, на чекор сме да формираме граѓански совет кој ќе контролира работата на новоформираната оперативно-техничка агенција, што точно ќе бидат надлежностите, што ќе може тие да проверуваат во ОТА. Граѓански совет е ново надзорно тело, предвидено во Законот за следење на комуникации, кое се состои од председател и 6 члена, од кои тројца доаѓаат од делот на експертите и тројца се од делот на невладиниот сектор. Разликата помеѓу нив и Комисијата за надзор во следење на комуникациите, кој е парламентарно тело, е во тоа што Комисијата за надзор е представник на граѓаните, артикулиран преку волјата на пратениците, каде што председател за секојаш од редовите на опозицијата и има 5 члена, по 2 члена од опозицијата и од позицијата. За разлика овде, ова е одраз на потребите за граѓанскиот сектор
изразен преку невладините организации, преку делот на експертската јавност, има право на увид во работата на ОТА во делот на следење на комуникациите. Собранието, согласно законот, е должно да им обезбеди услови за работа. Треба да им створи услови и просторни и материјални за да може да функционираат. И добро е да се формира ова тело, мислам дека по некој дел малце и достигне со изборот на овој граѓански совет. И би требало да се формира во полн состав за да може правилно да извршува својата функција. Меѓутоа што точно ќе проверува ова тело, односно неговите членови? Граѓанскиот совет постапува по собствена иницијатива согласно закон и по представки од граѓани кои имаат право да достават представки до нив и они се должни во рок од краток во рок од 48 сата да дојдат и проверат дали тие броеви за кои имаат представки се злоупотребени, дали евентуално се следени и ако се следени, дали се следени по закон или е направена злоупотреба. Во принцип, нивната работа, за разлика од парламентарната комисија, која има малце поширок опсег на контрола, и во делот на финансиско работење, и во делот на кадровската политика, и во делот на севкупното функционирање на ОТА, они се пред се, граѓанскиот совет се пред се насочени кон контрола врз тоа дали има можни злоупотреби од системот за следење на комуникации. Тие контроли ги прават најавено, може да ги прават по представка од граѓани или, како што веќе напоменав, по собствено убедување, предпоставам на квартално ниво. Меѓутоа тие нема да имаат редовно воспоставена пракса на редовни посети или сепак тоа самата волја на законот кој вика дека по собствено убедување им дава право да се одредат сами динамиката на контрола врз ОТА. Дали ова значи дека доколку телото би одлучило дека нема потреба да врши контрола, пример 3 години, дека е можно да се случи да не изврши? Не верувам во такво сценарио, ќе биде несериозно. Со самото нивно постоење се работи за представници на експертската јавност и представници на невладиниот сектор, кој е засегнат со слободите, за загрозувањето и слободите на човековите права. Не гледам причина зашто не би правеле контроли. Би апелирал да тие контроли бидат минимум на квартално ниво. Она што еднаш веќе го имам кажано во јавноста, на ОТА и се потребни овие контролни тела. Покрај овие две имаме контроли од Дирекција за безбедност на класифицирани информации, имаме контрол од Народниот правобранител, од Дирекција за заштита на лични податоци. Сите овие контролни тела би требало и пожелно е за ОТА да обуват својата функција во полн обем и капацитет и на соодветен начин. Зошто? Затоа што само така ОТА може да стекне кредибилитет. Можам ја да се појавам во јавност како директор на ОТА и да тврдам дека се е во ред, ако немам соодветна експертска контрола, која тоа ќе го потврди со соодветен извештај, чуму сето. Односно доверливоста за материјата со која што се занимавате со која што се занимава ОТА е доверлива. Каде е границата помеѓу надзорот, контролата што ќе врши ова тело и дали би можеле членовите на ова тело да стигнат до информации или до податоци кои се доверливи, безбедносно заштитени, ако можам така да кажам, дали би можела да загрози вашата работа или пак истрагите? Злоупотребите се секогаш возможни, но сите членови на комисиите или експерти што бидат во контрола на ОТА должни се да поседуваат соодветни сертификати до ниво на државна тајна. Тие сертификати ги обврзуваат да сите податоци кои ги имаат видено во текот на контрола да ги чуваат само за себе и во рок од 5 години по престанок на мандатот. Вториот заштитен механизам во ОТА не постои содржина. Следена содржина таа постои, но е во криптирана форма, не може да ја види никој, освен на соодветен начин проследена до надлежните органи. И второ, судските наредби кои стигнуваат во ОТА се анонимизирани. Да, ние ги знаеме броевите, но не знаеме чии се. Можеме да го толкуваме тоа дека релативно е лесно да се дознае чиј е бројот, кога веќе го знаеш бројот, но таа обврска, како што важи за вработените во ОТА, важи и за членовите на надзорните тела кои ќе дојдат под контрола. Значи, они имаат обврска согласно сертификатот безбедносен, да све што ќе видат во текот на контрола да го чуваат како државна тајна и да со тоа постапуваат согласно закон. Доколку има прекршувања, последиците ги сноси оној што ќе направи злоупотребата. Ниту изборот на ова граѓанско тело не помина без политички препукувања и политички обвинувања.
Дали вие лично верувате дека нема ова тело, да би новоформирано тело, да биде повторно некаков политички инструмент? Политички препакувања не би ги коментирал, тоа е работа на политичките партии, секојаш ќе ги има. Оптимиста сум дека што побрзо ќе биде составено ова тело и тим биде возможно да се работи својата работа. Воопшто не се сомневам дека и граѓанскиот сектор, тоест невладиниот сектор и експертската јавност се заинтересирани ова да се случи. Да, имаше некакви толкувања дали е таа работа платена и колку е платена. И тука не е мое да судам или да давам сугестија, али би апелирал дека тоа не се воопшто големи пари. Дури и да се одвои некаков буџет за функционирање нивно, кој ќе биде субвенционирано од страна на собранието на влада, тоа не се големи пари. Во однос на проблематиката која се штити и делот на довербата која треба, изгубената доверба до сега со целата она афера што не се случувало, целото општество би требало да биде заинтересирано да ова доверба повторно се поврати и ОТА е за тоа поставена, за тоа е формирана. Тоа беше Зоран Ангеловски, директор на ОТА. Да, потребно е да се врати довербата. Како и на кој начин вие ќе ги известувате граѓаните за тоа што правите и кои се наодите од вашата работа? Па ние немаме, граѓанскиот сектор нема некои предвидени динамики, како што има парламентот, они имаат обврска на 3 месеци да прават една контрола, што е добро, бидејќи со оглед на историјата дека не можеа да влезат со години. Граѓанскиот сектор нема таква обврска. Може да постапува и на собствена иницијатива и по пријави од граѓани. И имаме годишен извештај. Годишниот извештај, предпоставувам, освен до собранието, ќе биде јавен. А доколку утврдите нелегално прислушување, веднаш ја алармирате јавноста или тоа го правите во годишниот извештај? Која е методологијата? Дали е методологијата утврдена? Па се предпоставува нелегалното дека ќе го пријавиме до соодветни органи за гонење. Да. Кривично дело е тоа, да. Дали вие имате увид во начинот на кој се трошат парите во овие служби и буџетот? Бидејќи често било случај да парите во УБК особено под некакво со некаков изговор дека и постојат буџет кој е за тајни операции и таа тајност го прекрива, со таа тајност практично се покриваат и трошоците кои можеби и не се легални. Ова е сега одиме на другите мерки. Да. Во другите мерки што се предвидени прв пат со закон, а до сега биле неуредени. Инаку јас се борев во времето кога доста Димовска формираше комисија и подосна наследи Гордана Јанкуловска, јас се заложив како експерт да се предвидат нивните овластувања уште тогаш. И тогаш ни платија 1000 евра и јај со здравје и напишаа само политички овластувања, не беа спремни, не беа подготвени да се уредат. Сега за прв пат се уредуваат, меѓутоа јавноста не беше свесна и брзината со која што се одвива реформата нуди многу опасности да не се претресат овие мерки. Едно од тие за кои што зборувате вие се можности за трошење на тајни соработници, што се предвидени со закон, можности за откуп на предмети, планови, тартмрт, кои што се тешки за регулирање. Например, има право службата да откупи од вас како, не знам, информатор или од некоја друга тајна служба, да откупи некои материјали за тоа да даде, не знам, документи. 100.000 евра. Тајни документи за кои некој да... Тоа е прашање на дебатата која тече за контрола на овие закони. Дали и кога овие мерки кои што се прилично арбитрерни ќе бидат контролирани за да не бидат ептен поволни за корупција. Како се докажува тоа, да, ќе речете 100.000 евра потрошивме затоа што информаторот не знам која да ви дал некој план. Да. Тој некој план може тоа со фискална не оди сигурно. Тој план може да го измислил некој, така. Да. Многу е трики и многу е деликатно и борбата е во тек. Јавноста малку знае за тоа. За жал во Македонија за овие работи требаше да се посвети можеби повеќе внимание. Мене ми е дури малку и тешко што на пример во таа комисија за ние сме ствари комисија што го избира моделот, а моделот беше избран. И се уствари работиме на законите, бидејќи моделот беше избран
во смисла на тоа дека Македонија нема да ги следи помалите држави како Словенија, Хрватска и слично да формира една служба, туку останува на 3 обавештајни служби, воена, разузнавање и контраразузнавање кои поделени. Затоа, во суштина, немаше дебата, претпоставам решението е врзано со политичките прилики. Барем во моментов, иако можеби ако се почекаше да поминат председателски избори, можеби ќе имаше и можност барем разузнавање и контраразузнавање да се спојат во една. Но во случајот на следењето на комуникацијата имате ОТА која ги врши услуги за сите служби. И војната и Не, сите они се одговорни и го вршат тоа за себе, а ОТА е само еден мал гарант дека приклучувањето го врши она анонимизирано само за оние што имаат судска наредба. А ОТА појма нема исто за содржината на разговорите. Значи, ОТА е само гарант дека треба најмалку двајца да направат злоупотреба, една од овие служби и ОТА, за да се излезе надвор да се прислушкуваат луѓе за кои што нема судска наредба. Која е разликата меѓу вашиот мандат како граѓанско тело и мандатот на комисијата? Мислите парламентарната? Да, парламентарната комисија. Па тоа се обидов да го објаснам. Они имаат многу повеќе овластувања и имаат обврски. Зошто е потребата од две? Па затоа што граѓаните, луѓето немаат доверба само во политичарите и до сега имаше секако можности за контрола од страна на политичарите кои што не ја правеа таа контрола од X причини. Да. Значи и до сега имаше служби две, една комисиски, собраниски, една генерална за УБК и другите служби и една само за следење на мерките. Да. И тие двете беа дисфункционални и главном не им ни даваа пристап, зависно од политичките прилики. Не знам, многу фактори се тука упрашање и граѓанскиот сектор е како една дополнителна контрола. И не е само во ова прашање. Например, граѓанскиот сектор се појави како дополнителна контрола и кај случаите на обични полициски злоупотреби, од случаи на нехуман третман, тепање, било на граѓани, било во затвори или други институции, каде што работите кои што полицијата нема да ги истражи, а знаете, Македонија изгуби десетина случаи у Страсбург, токму на ова, дека немаше соодветна истрага од полиција до обвинителството за наобични злоупотреби на полицијата. И тука се вклучи исто на некој начин граѓански сектор, заедно со омбудсманот. Ја не сум среќен многу за тоа решение. Искрено да ви кажав, јас се борев за решение. Граѓанската контрола врз за обичните злоупотреби и граѓанската контрола врз за прислушкувањето да се спојат во едно посилно тело и добро опремено, кој што ќе биде во исто време поддржано. Сега се тоа две тела. Сега се две тела, да. А како се води расправата за евентуално да има можности за дополнителна контрола и на другите мерки кои што се предвидуваат да ги користат тајните служби, Агенцијата за разузнавање за бившата УБК која сега се преименува војната служба, се дебатира уште дали тука има простор и за тие овластувања да има граѓанска контрола, бидејќи во моментот во нацрт законите не е предвидено, односно се останува дека се повикуваат на закон за следење, дека во тој дел само за следење на комуникации, не за сите мерки, ќе има граѓанска контрола врзана за ОТА, не и за другите мерки. Ја реков, има еден куп други мерки кои што се и поопасни и поарбитредни. Да ве прашам, да го искористам вашето гостување, со оглед на тоа дека во еден подолг период во континуитет ги следите тие состојби во повеќе наврати реформски процеси кои беа започнати па прекинати во службите во Министерството за внатрешни работи. Што значи ово одделување на УБК од Министерството за внатрешни работи? Денес разговарав со еден мој пријател кој има многу искуство, со мојата теза дека ништо не се добива, бидејќи ако нешто не му фалеше на УБК му беше дека тие секако беа самостојни, сега се само уште подиректно врзани за извршната власт. Меѓутоа, тезата негова беше со одделувањето, да. Тезата негова беше вредна за размислување. Викаше, УБК го гушеше целото МВР на некој начин. Од X причини сега, да не ги објаснуваме. Во тој дел растеретувањето од УБК
Па дури по полициските станици, ако се сеќавате многу злоупотреби, например, еден од исчезнатите лица во судирот во 2001 беше лице уапсено од специјални сили на Битпазар, испрашувано од УБК во полициска станица, полицијата не можеше ништо бидејќи УБК беше држава од држава. Човекот го снема, Македонија можеше и да одговара меѓународно, никој не поведе постапка. За случајот Елмасри, да. Не за Елмасри. Ова е случајот еден од шесторицата исчезнати албанци, кој исчезна по задржување и испрашување во Гази Баба. Беа уапсени тројца на Битпазар, еден ден си дојде дома. И полицијата тука ништо не можеше, бидејќи УБК се функционираше како држава во држава. Сега е малку дојдено време да се воведе на некој начин ред. Тука е проблем што генерално немате ни лесни модели. Бидејќи додека за полицијата и полициските овластувања имате многу стандардизирани процедури на светски план, во западните држави овие се оставени сепак во сфера на некоја тајност, со многу арбитрарност, особено на база на интерес за борба со тероризам и слично. И таму се подпираат на друго, се подпираат на професионалност, на интегритет на службата. Ние во Македонија немаме да се подпреме на тој интегритет и на професионалност и ни требаат подобри процедури, а не можете лесно да ги најдете. Значи, за тајните служби не можете лесно да најдете, дури ни не постојат во многу држави, посебни процедури и стандарди за нивно постапување, како што е тоа за обичната полиција. Тоа сега да ве прашам, дали и тука реформите се многу на тенок лед. При формирањето на ова граѓанска контрола, новиот закон кој ги дефинира ингеренциите на комисијата во собранието за надзор, ово делување на УБК од МВР, дали имаме некој рол модел, некоја ситуација во некој од демократските, високо развиени демократски држави, која вели модел кој овој модел сметаме дека е ефикасен и ќе се водиме по него. За мала држава у суштина се препорачува една агенција, например, и за разузнавање и за контраразузнавање, да нема преклопување. Кај нас ќе има преклопување, очигледно има совет на председателот, а ќе има совети за координација на овие служби, кои што се делумно и со ист состав. Од тој аспект има многу и непотребна конкуренција. Ова ми личи малку на, ова може да биде разни тела кои потоа може, доколку дојде до некој проблем, еден на друг да си ја префрлаат одговорноста, но они треба, другите треба, не ние, и тоа да се изгуби во една какафонична ситуација. Не можете, прво, од економичност и од аспект на ефикасност, повеќе служби се глупо решение. Кај нас е политички опортуно во моментов. Има добри страни, например, Италија има повеќе полиции де факто, карабинери, вакви такви, они меѓу себе се некој систем на checks и balances. Значи, овие меѓу служби и нивната конкуренција, а особено и кога се врзани за различни, да речеме, едните повеќе за председател, другите за владата, на некој начин се checks и balances. Оно што ја барав, или да биде јасно, а не успеа МВР да излезе, е тоа на основа на што овие служби сега ќе гарантираат на луѓето дека веќе не се тајна полиција, а политичка, туку ќе се трансформираат во професионална служба. Тоа кој го контролира? Никој не го гарантира, за жал. А кој може да го контролира? Дали тоа ќе биде така? Предпоставам не може ни да се најдат лесни решенија. Дали комисијата во собранието може тоа да го утврди? Па едно од алатките сигурно да. Едно од алатките. Меѓутоа, зависи од политичката волја. Веројатно ќе поминат уште проблеми, ќе има уште инциденти, никој нема да ги реши сите. Делумно предпоставувам во Македонија ќе работите зреат како што зрее и професионализмот генерално. Ако имате вие во Германија кога ги прашавме што правите со случаи што ги држат во фиока, наспроти овие нашиве случаи кај што немаше истраги за очигледни полициски злоупотреби, они ве гледате ова како може да држи случај во фиока. Значи, не дека нема инциденти во Германија. Сакам да кажам, едноставно степенот на градење на политичка култура, па и правна, особено во институции од овој тип, ќе бара веројатно време и многу напори и притисоци и контроли и од невладиниот сектор и од експертската јавност. Во моментов не сум среќен како течат работите, бидејќи спомнав преска на нас одговорност, тројца сме ние од невладен сектор, што учествуваме во оваа група за реформи. И по двајца ќе бидат се обидуваме да контактираме со други невладени.
Имаме малку поддршка од академската јавност, практично во Македонија има многу малку профилирани експерти за оваа сфера што може да ве поддржат. Јас лично имам некој бекграунд, но немам во оваа сфера. Значи, јас се обидувам со моето знаење од повеќе од криминалната сфера и некои идеи за правна Како држава и професор по слично. критично право, да. Да, но немам познавања од методите на службите, од едно, друго, трето. Немам технички познавања. Сакам да кажам, тоа генерално во Македонија недостасува и недостасува и јава Значи интерес. дека разузнавачите кои се по тоа име занат можат да ве возат, што би се рекло вака. Па ја да речеме не би брзал со вакви реформи, меѓутоа очигледно е тука, како да ви кажам, ја генерално сум несреќен малку и со улогата на меѓународната заедница, која што Европската комисија очигледно инсистира ова да се случи. Ве притиска на реформи заради реформи. До тука ние од реформи за реформи, еве и усуството сега, ајде менјаме, вака ќе се избират судите, онака ќе се избират. Ме разбирате, не е во тоа проблемот. Да ве прашам, како познавач. За јавноста е чудно што, за мене како новинар, кој сум ја следел делумно од време на време оваа материја, во што е проблемот што комисиите во собранието никогаш не успеале да профункционираат, например, да функционираат. Председателот стално бил, одамна е председател на таа комисија, член на опозицијата. И повторно, доста пасивно делува и опозицијата, и пратениците од владеачката структура. Еве, комисија сега постои во собранието, но речи си да не знаеме дека воопшто нешто правела. Па ние, например, што се должи тоа? во меѓу периодов гарантираше, во меѓу Проблем на периодов, политичка култура или што? во овој меѓу период не гарантираше министерот Оливер Спасовски, или како се каже, да го нагутне. Оливер Спасовски, Да. Он гарантираше дека нема злоупотреби. Што значи тоа? Имаше или немаше? Никој не гарантира. Мислам, сакам да кажам, не викам ни дека имало, ни дека немало. Теоретски се можни. Она што е сега сменето е прво кај јавноста има поголем интерес и притисок, а и законот прави притисок, особено врз таа комисија да прави посети на 3 месеци. Па после шокот со бомбите, јавноста е сепак, да, заинтересирана ова. Што да ви кажам, никој ништо не гарантира. Ниту некој гарантира во дадениот момент дека тоа навистина ќе биде изведено коректно и дека контролите ќе одат како подмачкани. Треба да поминат и ја мислам дека моментално има обуки, една специализирана меѓународна организација ДКАФ прави обуки, веќе колку што знам, на парламентарната комисија. Ја не знам зашто и граѓанската комисија не ја формира на време и дури не знам ни дали ќе почне да работи додека не се доекипира тие уште тројца членови и кој воопшто ќе биде и председател, бидејќи председателот исто го не именува собранието. Така што не е многу известно кој и ние ќе почнеме со работа. Последно прашање, која е ваш впечаток, така мора да го поставам прашањето, постои ли политичка волја по се, зборувам и за позицијата и за опозицијата, да се надминат некои хронични состојби кои беа закана за демократијата во Македонија 27-28 години назад? Да ме прашавте пред ова што се случи со амнестијата, можда ќе ви речев дека може би постои или не постои. Ке политичката елита, мислам дека се уште нема сериозен пристап, освен реторичкиот, бидејќи многу зафрканции се случија со правната држава. Слушаме сега многу приказни и за околу СЈО, допрва ќе се расплетуваат деновиве. Премногу има политичко пазарење со правото, така што мислам дека правото беше идејата на шарена револуција беше нема правда, нема мир, правото да дојде пред политиката. Тоа беше ветување и на Социјалдемократскиот сојуз, ама што да ви кажам, јас верувам дека се губат работите некаде по патот кон искрено да ви кажам, не мислам дека е тоа нивна вредностна определба, иако не сум сигурен па ни во обратното, меѓутоа добро е што се заврши приказната со
името, бидејќи тука имаше многу распродажби на правото. Тие секојаш ќе остават И беше името, аргументи, таа целата... ќе остават белези. Меѓутоа би сакал, ако може од тука да се трне црта, да се заврши со циркузи и да почнеме да градиме држава и веројатно и меѓународниот фактор да помогне во тоа, бидејќи и тој учествуваше во разни циркузи. Тоа е оваа 2019 веројатно тоа ќе биде на крајот од оваа година ќе биде појасно дали навистина овој пат има волја и бидејќи овој пат го нема изговорот името и договорот со Грција. Кога бев во војска во 80-та година не собра и ни рече тој некој мајор ќе стегнеме кајшови за 3 години ќе искочиме од реформа и секој биде на свое место. Веќе не знам која ќе искочиме од транзиција. Гордан Калајџиев, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Јас продолжувам во 20 часот со колешката Чугуманова на Дневникот. Ќе го чуете мојот гостин, новинарот од Грција Филјо Стангос, кој ги коментира актуелната дебата која денеска започна во собранието во Грција. А гостин во Дневникот е и Горан Ангелов, директорот на Дрисла, за која, знаете, постојат многу контроверзии околу тоа што се случува таму и колку е таа генератор на овој проблем со загадениот воздух. И потоа во 22 часот повторно ве поканувам да бидете со нас во отвореното студио. Мои гости ќе бидат Сашо Клековски, професорот Љубомир Фрчковски, ќе говориме малку за актуелните политички состојби и она што не чека во некоја блиска иднина во наредните 2 месеци. Ви благодарам за вниманието. Останете со Еден ТВ и бидете се гледаме за неколку минути со Дневникот на Еден телевизија.